Добар ден, денеска во Мија интервју разговараме со лидерот на Левица, Димитар Апасиев. Добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Еве за почеток, како ги коментирате резултатите од првиот круг на претседателските избори? Вашиот кандидат Ванковска освои 41.331 глас, тоа се некаде околу 4.000 повеќе од претходните Така, имавме 37,8. Но околу 9.000 помалку од последните локалните во 2021. Не можеме така да споредуваме. Обично се споредуваат исти со исти избори, парламентарни со парламентарни, локални со локални, претседателски со претседателски. А сега доброто во нашата ситуација е што не можеме да споредиме со претходни претседателски, затоа што имавме првпат кандидат. И со она што ресурси кои ние располагавме и со поддршка на независен кандидат, резултатите јас лично очекував од 60 до 80.000, тие се 42.000, тоа е што е. Ние ги прифаќаме како такви, затоа што ние имавме разработено сценарија што во случај да не собереме подписи. Така што од тој аспект гледано ние го положивме матурскиот испит на Левица, тоа значи самостојно да собереме 10.000 подписи без никакви коалиции, и потоа да одиме на избори со поддршка на независен кандидат кој што беше идеолошки најблизок до нашата левичарска линија и тој испит е положен. Од тој аспект ние сме задоволни затоа што подобро сега да го прекршевме мразот, отколку после 5 години да имавме тогаш првпат, веќе сега имаме и ново искуство. Од аспект на резултатите, ви кажав, јас очекував од 60 до 80, тие се 42.000, но сега влегуваме во нашите главни избори, тоа се парламентарните, оние за кои што ние практично имаме и адут во рака, а тоа се двајцата пратеници кои бевме веќе во собранието. Така што тоа се материјалните прилики, ние ги прифаќаме како такви, не очајуваме, напротив, учиме од искуството и одиме сега да освоиме, да го дуплираме овој резултат, практично да освоиме нашата проекција од 80 до 120.000 гласови, бидејќи статистички гледано, секогаш парламентарните избори имаат повисок одзив од претседателските и тој одзив во случајов изнесува цирка околу 100.000 гласови плюс кои што ќе излезат на гласање и тие се најчесто проопозицијски гласови и од тука ние очекуваме да растеме на парламентарните избори. Добро, проекциите според резултатите од првиот круг покажува дека вие би го дуплирале бројот на пратеници во собрание, односно би имале 4, па еви по вашава логика очекувања тоа ќе бидат 8. Ние очекуваме од 8 до 12 во новиот состав на парламентот. А вашето мото е нема влада без Левица. Сега доволно ли се 4 или 8 пратеника за влез? Ние одиме со проекција од 8 до 12 пратеника зависно од излезноста. И така како гледате, да, не може да има влада без Левица, особено промакедонска влада. Инаку може да има влада без Левица во секој момент, но тоа е влада на двете други платформи кои ние не ги застапуваме и со кои ние не би преговарале, а тоа е Софиска платформа, која што ја заговараат двете буржујски партии ДПМН и СДС. СДС го заговара отворено, како неоврховистичка позиција, доека ДПМН го заговара латентно. Тоа значи дека тие ќе пробаат со веќе испробана стратегија, во смисла ќе ги внесеме бугарите во устав во првите 100 или 200 дена, заедно со Максим Димитриевски и со овие вреди, и потоа ќе оставиме да заборави народот со одложено дејство и потоа кога ќе им кажат од ДЕУ дека не постои такво нешто одложено дејство, тие ќе речете па добро, сега не може одложено, ама веќе чим ги внесов, нема да биде одложено. Тоа е стратегијата, да знаат граѓаните. Значи тоа е таа Софиска платформа и другата платформа која што се нуди е Тиранската платформа, која што ја опфаќаат коалициите без оглед кои се, дали се ДУИ со нивниот квази европски фронт или се вреди со овие Пајтон партии собрани, Таравари, Беса и не знам кои други, тие се иста матрица, тоа се необалистичка матрица. Платформа за национално Апсолутно, ние нудиме македонска платформа и таа ќе биде основа за преговарање со било кој мандатар следен, кој што ќе му затребаат мандатите на Левица за да тераме македонска платформа. Таа е во 5 точки, многу едноставна, со цел да запрат уцените кои веќе 2 децении ги гледаме после рамковниот договор, а тоа се уцени на федерализација, разградување на државата и уцени од албанското малцинство со цел
гледате какви се, секои избори се поголеми. Сега одат на тоа да се укине 20% да се воведе албански јазик како уставен. Значи класична кантонизација. Потоа се оди на тоа да не се бира председател на избори со тајно гласање туку со бадентер во собрание. Се оди села изјавуваше дводомни парламенти. Значи тоа се платформите и народот треба конечно да се одлучи за која платформа. 3 платформи се во игра. Ние застапуваме македонската и ќе видиме до кај ќе стасаме. Еве, као што го најавивте, кој е според вас врзивното програмско ткиво за левица да влезе во влада? Видите, не мора левица да влезе во владата. Значи ние не сме фокусирани толку само да влеземе. Ние покажавме дека можеме да бидеме корисни за републиката, дури и како опозиција, да не забораваме. Ние спречивме низа штетни закони, не знам, косоваризација државјанства, приватизација на брза помош. Воведовме во ковид кризата регулирани цени во приватните болници. Така што ние со двајца пратеници постигнувавме скор. Од тука ние со 8 или 12 10-12 пратеници, ние и како би постигнувале скорови, меѓутоа не сме фиксирани стрикно да дојдеме само на власт. Од тука, ако идниот мандатар, гледам дека Мицковски се мести, тоест сака да биде иден мандатар, ако идниот мандатар смета дека е уценет од вреди, од ДУИ или од било кој и ни понуди соработка, ова е нашата платформа, македонска платформа во 5 точки, цело време зборуваме да ги кажеме, можеби кои се тие накратко 5 точки. Значи првата е унитарноста, тоа е надминување на бинационалниот модел на држава кој што е ужасен и девастирачки, затоа што ни ги иселува младите практично. Второто е територијалниот интегритет и суверенитет. Ние сме за една изборна единица со императивен пратенички мандат и забрана на монолитни чисто етнички партии, бидејќи тоа го нема никаде во светот. Третата е идентитетот, тоа значи дека не преговараме во никакви историски комисии и враќање на називот македонски, кој што надвор од рамковниот договор, тоест од Преспанскиот договор, беше избришен од институциите, иако тоа не го бараше Преспанскиот договор и не завлез на бугари во устав. Четвртата точка е секуларноста, бидејќи стануваме премногу религиозно општество, не може оџи и попови да не диктираат јавна политика и од тука ние имаме оданочување на верските заедници како програмска платформа и последното се државните инсигни, конечно воведување на државен инспекторат за почитување на македонските символи, грб, знаме и химна, како во источна, така и во западна Македонија, бидејќи не знам дали знаете, кога ние се обидовме тоа, кога вадеа овие албански знамења првите министри, се обидовме да пријавиме, вие нема каде да пријавите незаконска употреба на грб, знаме и химна, а за возврат имате, например, инспекторат за употреба на албански јазик. Од тука се е превртено наопаку и со оваа платформа конечно ние ставаме црвени линии и ги повикуваме сите македонски партии да се обединат позади оваа платформа, затоа што секој нареден мандатар покажува дека е се попустлив кон албанското малцинство. Тоа е недозволиво, затоа што или градиме современа, секуларна и модерна држава, или се враќаме во 19 век. Од тука ние го нудиме овој концепт. Добро, сега програмата ја разгледа, фокусот е на работничките права. Апсолутно. Но досега вашава кампања, како што гледаме, еве и самава платформа, повеќе популистичка, националистичка, акцентот на тоа не го национална, водите. не е националистичка. Зошто е тоа така? Затоа што таков е наметнат наративот од вас медиумите. Од тука ние мораме да го следиме она што се пласира во јавноста. Во јавноста во моментот најбитна тема е бугари во устав, дводомни парламенти, значи такви теми, УЧК се скандира, гледате, значи се оди на национализам, на национал шовинизам, на етнотрибализам и од тука ако сакате во тој ринг, ние сме спремни и во тој ринг да се боксуваме, зборувам со нашите политички непријатели, од тука ние како левичари и социјалисти не бегаме од националното прашање, притоа третирајќи го и класното прашање. Од тука кога ќе дојде време, ние не сме имале прилика, еве ова е моје прво гостување во целата изборна кампања. Можете да замислите колкав е медиумскиот бојкот кон левица од мејнстрим медиумите, така што ние не сме имале ни прилика тоа да го кажеме. Од тука ги повикувам Бујрум да ја симне нашата платформа, тоест нашата програма. За прогресивен данок, апсолутно. За 6 часовно работно време. Да, ајде малку, кои се
Во секторот на трудово право, да, се залагаме за намалување на работното време од 8 на 6 часа, бидејќи сите истражувања, особено во Скандинавија, па и во Германија, сега покажаат дека работниците се многу попродуктивни кога работат 6 наместо 8 часа. Исто така имаме дуплирање на породилното отсуство од 9 на 18 месеци и намалување за 2 години на одењето во пензија, односно жени на 60, како што беше практично југословенскиот модел, а мажи на 62 години. Исто така ги споменавте данокот, прогресивен данок, тоа е разликата практично помеѓу левичарите и десничарите. Гледате дека никој во државата не се залага за прогресивен данок, дури ни СДС, кој што се декларира, да, имаше обид, неуспешен во време на Тевтовски, но лобито на Кочо Ангјушев и бизнис лобито го сопре, така што тие се веќе центар партија, од тука вие како партија која не се залагате за прогресивен данок, кој да напоменам го има во цела Европа, во цела Европска унија, вие не сте левичарска партија, од тука сте центристичка партија и социјалдемократијата веќе и како идеологија политолошки е центристичка идеологија. Исто така левица е единствената која што предлага антилихварско законодавство. Тоа е многу битен сегмент затоа што 600.000 наши сограѓани живеат со еден оброк на ден и тие се заврзани во каматното робство кое што го продуцираат од една страна банките за да се задолжите доживотно да земете кредит за стан, за кола, за било што, а од друга страна овие брзи кеш кредити, затоа што многу од нашето население е деломно способно, но кредито неспособно. Кога не можете од банка, земате брзи кеш кредити и тоа е зачаран магепсан круг од кој што потоа не можете да излезете. Друго што е оригинално, тоа што, например, единствена партија која заговараме укинување на приватните извршители, затоа што сметаме дека тоа е бизнис. Гледате сите неуспешни политичари, и од ДУИ, и од ДПМН, и од СДС, како им завршува кариерата, стануваат или нотари, или извршители. Сметаме дека треба извршувањето да го преземе државата преку Државна агенција за извршување. Потоа имаме единствена партија која предлага закон за потекло на имот, како суштинска антикорупцијска мерка, иако ова секаде има еден драфт. Ние имаме веќе изработено. Јас кога бев пратеник во прошлиот мандат и го дадов и на ова мината председателка на антикорупцијска, меѓутоа ништо од тоа не испадна. Така што во многу сегменти програмата на левица е радикална на гледано, меѓутоа тоа се сметам дека се реалните мерки кои што и требаат на државата, затоа што радикална е ова нова нормалност во која што не научија да живееме практично. Радикално е да на болните од онкологија им давате физиолошки раствор наместо лек. Радикално е да немате функционално здравство, радикално е да треба да плаќате за да се школувате. Значи реалноста е радикална и од тука и нашите мерки се радикални. Добро, сега ова е баш повеќе како ќе се троши буџетот, но како ќе се наполни, за да се троши треба нешто да се наполни, која е економски мерки, како ќе. Значи, првото ослободување е преку банкарска регулација, тоа значи пониски камати. Ние сме единствени кои што предвидуваат максимални каматни стапки од 3 до 4%, тоа значи да не можат банките кои што се претежно странски капитал, австријски и германски, да исцицуваат пари. Видете ги билансите на банките од ковид кризата наваму. Не е тоа по 2%, по 30% имаат зголемување на профитите, тоа значи буквално исцицани пари од народот. Значи преку регулација на банкарскиот сектор, преку намалување на провизии и камати, вие ослободувате милиони кои што ќе останат кај народот. Тоа е едната реформа и втората е прогресивната даночна реформа, која што единствено ние ја залагаме. Тоа значи богатите да плаќаат повеќе даноци, сиромашните и работниците да плаќаат помалку даноци. Единствени сме кои што предвидуваат корпоративен данок, исто така и данок на луксус. Значи да ги даночиме хациендите на Радмила Чекеринска, јахтите. Значи она што е луксузно добро, како што има во 2/3 од земјите на Европската унија. Значи ова не се нови мерки кои нас не текнаме. Не, ова се мерки кои што функционираат онаму каде што ние стремиме, а тоа е Европската унија. Од тука програмата е издржана и мислам дека, иако делува радикално, дека не е неостварлива.
Добро, до ова сега целоп вака пакет на програми што ги спомнавте, кој е прв избор на ресор на левица, каде вие чувствувате дека најмногу би помогнале на државата? Утре имате шанса, што сметате дека најмногу би предонеле со од кадровска, ако гледате, најмоќна позиција е спикерската во Македонија. Озбилно, јас од прв пратенички мандат тоа го увидов и таа позиција ако ја имате, вие сте многу моќна политичка, не само политичка, туку и партиска фигура. И затоа е стратешка грешка што СДС тоа место го отстапи на ДУИ. И тоа сега им се гледа во резултатот. Конечно се остварува нашата теза која ја предвидовме пред 4 години, која е политолошки емпириски доказлива, а тоа е пасокизација на СДС. И тоа се прави. Гледате, СДС доживува драстичен пат под 200.000 гласови за прв пат во историјата. Тоа ни на Шикеринска, ни на Бучковски не му се случило, му се случи на Таче. Така што тоа е токму поради тоа што вие во законодавната власт, иако сте најголема партија, ако го немате спикерското столче, вие немате ништо. Значи, од тука тој опасен преседан со изборот на Талја Џафери, ако се вратиме историски, Груевски никогаш не го даде спикерското место на друга партија. Се сеќавате, секогаш беше или Љубиша Ѓоргиевски или Трајко Велјановски, значи негов партиски човек, затоа што знаеше дека тоа е многу моќна позиција. Од тука, ако гледаме кадровски кон што пикира левица, да, кон спикерско столче пикира. Кога сме веќе ке собранието, веќе имате 4 години искуство, видовте како функционираат работите, па еве прашање, велите дека левица е единствен бранител на уставните измени во контекст на функционирање на собранието, како ова ќе го гарантирате? Па, дајте ни повеќе мандати за да го гарантираме. Со двајца не можеме да спречиме, ако тие се нафатиле да менуваат, меѓутоа со 10, 12 и како можеме, затоа што првпат мислам дека нема да оди глатко тоа договарање. Ако се сеќавате, не одеше ни за Преспанскиот, тогаш го оценија Заев со тоа што рамковниот исто така стана дел од преамбулата, иако не беше дел од Преспанскиот договор. Сега ќе се оди нешто слична стратегија, значи овие подписници на тиранската платформа ќе сакаат при влез на бугарите во уставот да се тргне формулацијата 20% за јазикот и да се внесе албанскиот јазик, со што де факто и де јуре ние ќе станеме кантонизирана држава, двојазично поделена, така што доколку ние би имале солиден број на пратеници, тогаш ако отпаднат овие уцени и ако мандатарот треба да тргува условно кажано со нас и да преговара, тогаш ние нема да прифатиме такви услови и од тука се гаранциите. Значи што повеќе левичарски пратеници во собранието, тоа поголема гаранција дека нема да има бугари во устав. Кога веќе сме кај преговарање, ако ставаме на кантар, што вие ви понудиле за укинување на Бадентер? Другата страна е желно да се укине Бадентер. Балансер. Не, Бадентер, бидејќи Бадентер е дел од рамковниот, балансерот е кај што е надуен и е врзан со пописот и тоа со лажираниот попис кај што ние сега вработуваме број на албанци, не по бројот на албанци кои живеат и се резиденти, туку по целокупниот број на албанци, вклучително и диаспората. И сега имате реално 16% албанци во Македонија, а вработувате 30% во јавна администрација. Од тука и најновите укажувања и на Венецијанска комисија, и на Совет на Европа, па и на нашиот уставен суд, каков таков килав, е дека балансерот станува алатка за дискриминација, што е недозволиво, и од тука ние сме против тоа, затоа што и сегашниот балансер... Тоа е дел од равенката. Значи, ама не, видете, за разлика од Бадентер кој е уставна категорија, балансерот не е. Балансерот е донесен со подзаконски акт на министер од алтернатива, мислам дека. Така што многу лесно може да се укине практично сегашниот балансер, ние го споривме пред уставен суд, се уште се води таму спор, тој е донесен врз основа на акт на министер што е недопустливо. Не можете вие како сакате да се пикате етнички квоти во администрација. Од тука балансерот, мислам дека и други партии го проблематизираат, не само помали, туку и поголеми, мислам дека тоа е рак рана на општеството и треба конечно мерит систем, особено во јавна администрација, каде што луѓето ќе можат да дојдат до израз врз основа на своите квалитети, затоа што да не заборавиме, рамковниот договор беше мировен договор кој требаше да трае привремено.
за да смири тензија, за да ги направи, не знам, образовни институции, да може да се образуваат албанци, тој не е перманентно решение. Затоа што вие немате веќе основа да тврдите дека сте дискриминиран кога имате од забаваче до факултет и до докторат свое собствено образование, на свој собствен јазик. Тогаш како ние ќе се разбираме? Ако лингва франка не е македонскиот јазик во држава. И тоа ли е радикално? Тоа се основските темели за држава. Тоа е и како има. Не, тоа е сосема погрешна теза. Кажете им на работниците во транзицијата дека стекнати права не се губат, ќе видите што ќе ви кажат. Како што ние голтавме кнедли, дојде време сега други да голтаат кнедли. Македонецот веќе, особено со појавата на левица, не може да биде инфериорен во сопствената држава и тоа ние сме тука како политички чинители тоа да го испорачаме и не е тоа национализам. Јас не се согласувам со таа теза, затоа што класното и националното прашање се измешани прашања. Тоа го покажаа и основачите на оваа држава. Така што преку класна борба, тие преку народно-ослободителна борба дојдоа до асно. Од тука тие две борби се испреплетени и ние ги водиме двете паралелно. Добро, најавувате укинување на сите штетни договори за државата, но тоа по автоматизам не ја поништува причината зашто тие биле постигнати и зашто требало се договорат, па еве, добро. Според вас дали сметате дека постои подобро решение или дека постои суверено решение? Повеќе не постојат проблемите воопшто? Постои суверено решение и постои правно решение. Да не забораваме дека Преспанскиот договор е илегален по сите узанси и на домашното уставно право и на меѓународното јавно право. Зошто? Затоа што прво е подпишан од неповикан титулар, тој е министер за надвршни работи, иако по устав само председателот можеше да го подпише. Второ, законот за ратификација е илегален закон кој е објавен во службен весник без подпис на председател за прв пат во историјата на независна Македонија. Од тука не постои де јуре тој закон. Трето, е донесен по пат на кривични дела. Не заборавајте дека имаше влечење за уши на 8 пратеници од ДПМН, на кои им беа амнестирани криминалите за да гласаат, и тоа е повреда на Виенска конвенција, така што по сите узанси тоа е неважечки договор, непостоечки договор, ништовен договор, и она што ние треба само да кажеме како држава е да декларираме дека тој е таков. И најголемиот аргумент е тоа што тој не помина на референдум. Во правото има една одлука, тоест една максима која важи од римското до денес, а тоа е дека пресуда менувате со пресуда, закон менувате со закон, одлука на референдум или плебисцит менувате само со нова одлука. Таква нова одлука немаше. Во 2018 консултативен беше референдумот, тоа е едно. Второ, има писмена одлука од ДИК дека тој бил неуспешен референдум. Од тука во сила е референдумот од 1991 година, каде што нема ни С од Северна. Тој гласеше дали сте за независна република, дали сте за независна држава Македонија, не Северна Македонија. Од тука тој беше облигаторен и задолжителен референдум. Се додека нема нова референдумска одлука за дали сте за Северна Македонија и 50% да речат дека се да, дотогаш името де јуре и де факто треба да биде Република Македонија. Добро, на било кој граѓанин што сака да излезе со стариот пасош, ова не му вреди договорот. Па тоа не му вреди ради балисти во влада. Што го зборите, тоа што го зборуваме, тоа така и така треба да биде. Во пракса. Во пракса знаете зошто е така? Затоа што Бугар Османов пратил нота дека се неважечки пасошите. Не може друга држава да ви кажува дали вашиот пасош е важечки. Дури и да не ги сменевме пасошите, тие ќе си беа важечки. Но бидејќи имаме квислинзи на власт, бидејќи имаме слуги на западниот империализам на власт, на кои што му слугуваат и едните и другите, затоа е исходот до ова дередже. Веќе е влезене во преговарачката рамка, значи се менува преговарачката рамка. Видовте на Србија како не смени преговарачката рамка? На полош. Може и на подобро да се смени. Добро. За крај, вашето мото е шанса за младите, неподмитливите во собранието, но ако нешто видовме во овие 30 години е дека сите се неподмитливи, дури не доаѓаат на функција. Па не, ние сме што ја правиле ендемски. Па веќе докажавме дека сме неподмитливи, ние одолеавме на понуди од пола милион евра и од 350.000 евра по глава, како пер капита. Така што ние покажавме дека сме неподмитливи. Од тука нема на кого да пријавиш, бидејќи се е корумпиран. Од тука и мафија владее во држава. Од тука
нашата старосна структура на пратеници која предлагаме Левица е партија на младите и од 30 до 40 години. Тоа се годините на нашите предложени пратеници. Од тука апел до младите да гласаат масовно, да не се воздржуваат како сега. Вие знаете каква ситуација имате, бидејќи за прв пат, тоест трет пат до сега СДС секогаш кога се на власт, изборите се во работен ден и многу од студентите кои студираат во Скопје едноставно немаат пари да се вратат и тие викаат не се враќам за председателски, но ќе се вратам за парламентарни да гласам за Левица. Масовно ги повикувам да се вратат во своите родни градови, каде што им е личната карта и да гласаат за Левица, затоа што тоа е политичката битка внатре во институциите, единствениот начин во сегашните историски прилики да им покажеме како треба да се работи. Добро, 8 мај близко, ќе видиме. Ви благодарам, ќе се видиме после избори. Фала ви.